Во градот Хадрут во југозападниот дел на Нагорно Карабах, етнички ерменските сили останаа на своите позиции со тешка артилерија. Договорот за прекин на огнот меѓу Азербејџан и сепаратистите поддржани од Ерменија беше одржан во текот на ноќта меѓу 4 и 5 април во спорниот регион. Денеска Азербејџан соопшти дека Ерменија го прекршила договорот, но информацијата не е независно потврдена. Во меѓувреме, во Ереван, ожалостените присуствуваа на погребот на ерменскиот капетан на армијата, кој загина во борбите кои почнаа минатата недела. Ерменското министерство за одбрана соопшти дека тој бил убиен на линијата на фронтот во Нагорно Карабах. Бројот на жртвите на двете страни во борбите во изминативе денови се проценува дека е над 40 лица. Неколку стотици пензионери се собраа во Белград барајќи политичарите да направат повеќе за да им се помогне на постарите лица. Тие велат дека поради неодамнешните намалување на пензиите, некои од постарите лица се доведени до работна глад. Организаторите на протестот велат дека собирот е неполитички и дека не фаворизира ниту една партија. Тие побараа Уставниот суд да го суспендира законот кој предвидува намалување. Луѓето во Сараево го прославија 6 април, годишнината од ослободувањето од нацистичката окупација во 1945 година. Тие беа во можност да се напијат кафе, откако што се тврди најголемото гезве за кафе во светот од околу 650 литри. Исто така свиреше и оркестар на сончевиот и топол ден во Сараево. Датумот исто така е запаметен како годишнина од почетокот на 3,5-годишната опсада на градот од страна на босанските срби од 1992 година до 1995. Цвеќиња беа поставени за оние кои загинаа за слобода на Сараево во Втората светска војна и за околу 11.500 жители кои загинаа за време на опсадата.